Низ децениите наназад Македонија во поширокиот регион била препознаена како аграрна земја со богатство од разновидни сорти зеленчук и овошје, како и квалитетни земјоделски и сточарски производи. Речиси секој регион си имал свое обележје. Така, например, Преспа ја препознавале по јаболкото, Охрид по црешата, Малешевијата по компирот и сирењето, Полок по тетовското гравче, Галичник по кашкавалот, Поречието по костеновиот мед, а Тиквешијата по грозјето и виното, и така натаму, и така натаму. Но секако за сите оние кои слушнале за Македонија или барем еднаш ја посетиле, прва асоциација им е нашиот ненадминлив по вкус македонски ајвар. Покрај потребната вештина во неговата подготовка, тука секако голема улога игра и квалитетната суровина, во случајов пиперката. Климатско-почвените услови, навремените агротехнички мерки и квалитетниот семенски материјал се најбитните предуслови за квалитетен производ. Ние за среќа имаме се уште сочувано од нашите стари автохтони сорти, пред се на зеленчук, но и на овошје. За жал во последниве 20 на години преплавени сме со увезени семиња од кои добар дел со сомнителен квалитет, а нашите сорти ги фрламе во заборав. Во голем број случаи со финансиска поддршка странците покажуваат поголем интерес за нашите стари домашни сорти. Во неколку наврати има донирано средства и на Генбанката од Земјоделскиот институт во Скопје, каде што се чуваат нашите семиња. Но за среќа постојат наши земјоделци, домаќини, ентузијасти кои што сакаат да си ги чуваат нашите стари автохтони сорти и нашата вековна традиција. Едни од нив се и нашите домаќини, членовите на земјоделската задруга Еко и Линден од Мустафино, Свети Николско. Почитувани, добар ви ден. Денеска ви водиме во Свети Николско, поточно во селото Мустафино, а поводот е една иницијатива на земјоделската задруга Илинден, која што организира средба тука со членовите на оваа задруга и гости кои што ќе зборуваат на тема заштита на стари автохтони сорти на пиперка, домат, модар патлижан и луцерка која што пред 50 на години е донесена од Дебарскиот регион, а е веќе одомаќена тука и речиси сите ја користат како добиточна храна. Значи, овие стари семиња треба да ги сочуваме, да се гордееме со нив, тоа се традиционални наши домашни сорти и тоа е воедно и нашиот идентитет, нашето национално богатство. Значи, во наредниве 30 минути ќе ви презентираме што ќе се случува на оваа средба. Следете. По нивна иницијатива се одржа средба на која што со исклучително квалитетни дискусии се разговараше за важноста од зачувување на нашите стари сорти семиња. За производството на безбедна храна, за улогата на руралната жена во развојот на руралниот туризам и локалната економија. Промотор на овој настан е Сузана Димитриевска, која што постојано истражува и фасцинира со својата посветеност и иновативност. Заштитата на автохтоните македонски сорти од исклучителна важност, пред се заради тоа што се тие дели од нашиот идентитет. Меѓутоа, некако во последниве 20 на години тој процес на увезени туѓи семиња се повеќе се практицира и на еден начин нашиве сорти се фрлаат во заборав. За среќа постојат и луѓе кои што сето тоа го негуваат се уште. Вие како земјоделска задруга Еко и Линден од Мустафино имате и своји членови кои што оваа традиција ја чуваат, ја негуваат со децении наназад, ја наследиле од нивните баби и мајки и сега ја продолжуваат. Еве, денеска имавме овде една средба на која што се разговараше за овие
традиционални семења, за нивната заштита. Како сте задоволни од се тоа што денеска се случуваше овде? Денеска имавме одличен настан, во кој што главна тема ни беа традиционалните семења и автохтоните сорти. Ние како иницијатори, бидејќи тоа се дел од нашата работа, како задруга имаме членови кои што одгледуваат и преработуваат и продаваат, извезуваат производи од стари традиционални сорти. Претежно се работи за куртовската капија, домашниот јабучар и една сорта на стар модр патлиџан. Сега не можам да ви кажам која, заради тоа што немаме регистер на сорти, и некако ми треба подршка од образовната фела за да го најдеме која сорта е, кој вариетет е и во кој регистер е ние, но тоа го немаме. Тоа е она што не загрижува и тоа е она што ние денеска сакавме да го иницираме, поради европската политика која што се повеќе и повеќе е наметната од владеачките земји кои што сами произведуваат своји сопствени семења и кои што сакаат да си ги продаваат семењата, донесува политики во кои што веќе знаеме дека ќе бидат дел и кај нас доколку влеземе со членство. И тоа значи дека ќе нема да можеме да ги произведуваме нашите традиционални сорти, туку ќе мора да го купуваме семето кое што веќе е регистрирано. За среќа, бидејќи нашето производство во голем дел е органско производство, имаме дел од задругарите кои што се уште конвенционални, но купувачот бара преработка од традиционални сорти заради вкусот, заради вкусот кој што тој го има пробано и тој сакаше да го однесе на нивните трпези. Тоа значи дека адаптирани сорти традиционално кои што со години ги произведуваме овде кај нас, особено во овој регион, треба да допринесува на тоа што секоја година тој има се поголеми и поголеми побарувања. Не само тоа, крајно време е да размислиме, бидејќи ние имаме прекрасни традиционални производи, кои што исто така сакаме да ги вметнеме во други нови производи кои што ќе му ги понудиме на преработки на нашиот купувач, како везената пиперка, потоа сакаме да наметнеме одредени сорти на други видови на домати, на модри патлиџани, на прас, на такви работи, така да од сите тие традиционални сорти мора да размислуваме за тоа дека треба да ги бидејќи се повеќе и повеќе се бараат и многу поголеми количини, започнува едно движење кое што мора да инициира вакви настани, каде што ќе зборуваме за тоа дека мора да имаме еден регистер на традиционални сорти, кои што ќе имаат свој идентитет, која сорта е, кои се нејзините карактеристики. За тоа ни се потребни образовните институции, денеска овде беа и професорките, и не само тоа, туку треба и да ги заштитиме од која географско подрачје доаѓаат, дали се специфични за самиот регион или се национални сорти, така да една голема тема за која што треба во иднина да размислуваме кога ги кроиме нашите политики, заради тоа што треба да се повеќе и повеќе фармери кои што веќе ги имаат, бидејќи верувајте сите за себе си садат по еден-два реда од традиционалните сорти, бидејќи тој вкус е тотално различен од вкусовите кои што ги даваат например семењата кои што се купени од страна. Така. Претежно се тоа индустријски производи. Да, индустријски производи, и поради тоа мора да имаме наш регистар кој што и наши заштитени наши производи се повеќе и повеќе, бидејќи тоа е нешто кој што модерниот купувач го сака. Дури не само тоа, нашиот производ е и мануфактурно изработен со рака, кој што денеска добива голема цена на пазарот во високо развиените земји, а исто така и тоа е нешто кое што на високо освестените потрошувачи, кои што јадат безбедна здрава храна, е многу важно. Да дадат еден социјален ефект, да помогнат на фармерот кој што се труди да го направи тоа за нив. Значи преку здравата храна градиме и здрава нација, здрави поколенија и мора да се стави акцент на тоа доколку сакаме да имаме иднина. Меѓутоа, во секој случај, за вас како локални производители, мали производители на домашна храна, вие поддршка директна
потребна од нас како купувачи, меѓутоа и од институциите, институционална поддршка. Еве, денеска го направивме првиот чекор, се сретнавте тука, разговаравте, направивте некаква програма, првиот чекор е направен. Што понатаму? Понатаму следува информација до институциите кои што се дел од системот, кој што може да помогне во регистрирањето и поддршките за ваквото производство, ќе добијат одредена информација од состанокот и потоа договорени се средби, понатамошно врежување, особено во источниот регион, каде што ќе разговараме и ќе иницираме одредени сорти кои што се важни. Тука се и професорките кои што се понудија да помогнат со сите своји сили да ни помогнат околу заштитата на одредени производи или одредени преработки или одредена традиционална храна. Ќе видиме тоа дополнително, ќе го разговараме, ќе подготвиме некој стратешки документ и понатаму очекуваме да видиме како ќе одат поддршките, особено ни треба поддршките од медиумите како вашиот. Што е она што вие овде како регион го типувате како ваш фаворит, што сакате да го заштитите? Пред се зеленчукот, но имаме и еден друг производ кој што ќе видиме дали ќе го заштитиме како вид семе или како некоја преработка од истото семе, а тоа е и луцерката. Така. Бидејќи регионот, речиси секоја куќа има своји сопствени површини со луцерка, не само во нашето место Мустафино, туку и во целиот регион. И ќе видиме во кој дел, во која насока ќе оди тоа, и донесува големи економски бенефити за регионот, бидејќи луцерката има посебен вкус поради специфичноста на почвата, па сите оние сточари кои што сериозно се бават со сточарство, сакаат првично да купат луцерка во Мустафино. Тоа е едната работа. Други имаме палета од производи кои што треба да се заштитат. Потоа е преработката од ајвар, која што е на органски начин специфична и која што ја бараат самите странски купувачи, преработката на лутеница, преработката на малиџаното, преработката на апетитката. Ќе видиме сега како ќе му се допадне тој нов производ на нашиот купувач. А воедно тука е везената пиперка која што очекува исто така да потреба од заштита. Имаме тука некои производи, како што ви кажав, има прас кој што е домашно семе, кој што со години, особено по старите жени во нашето место, си оставаат семе и од истото семе секоја година си го сеат производството. Знам дека сето ова ги избуни институциите, бидејќи се работи за обично органското производство е малку по-сеопфатно. Тоа е поради самиот начин на производство и секогаш се работи со многу повеќе производи отколку комерцијално кога се работи со класичен производ. И тоа малку ги збунува, особено околу делот на мерките, бидејќи секогаш во органското производство имате секогаш кроп ротација, па имате главен производ, па повторно имате кроп ротација, па имате тука кога веќе па и влегувате со традиционални сорти кои што никаде ги нема регистрирано, многу е специфично, но мислам дека тоа ќе биде многу интересно за работа и ќе биде многу мотивирачко, особено за помладите кои што се бават со развој на политики, кои што овие што се бават со едукација, образовниот систем, сите тие треба да бидат вклучени, пошто навистина е специфично и има премногу производи. Да кажам на крај дека нашето здружение е дел од Билим нетворкот, кој што е на дел на Југоисточна Европа, Азија и Балканот, така да верувајте дека не сме земја најнеразвиената земја во земјоделството, туку и ние можеме некои наши одредени знања да ги пренесеме во другите држави, но учиме и од искуства на многу развиени држави. Професор Сузана Јордановска од Универзитетот Мајка Тереза од Скопје во својата дискусија стави акцент на важноста од конзумирањето безбедна храна по нашето здравје. Професорке, храната и сега е предизвик, а и во иднина секако ќе биде предизвик, бидејќи населението на светско ниво постојано се зголемува, на тој начин се зголемува и потребата од храна. Меѓутоа, не е целта да се храниме со било каква храна,
Треба да се храниме со безбедна храна, како што вие пред малку рековте на овој состанок тука што се одржува денеска во Мустафино. Меѓутоа, како професорке до безбедна храна? Навистина е голем предизвик прво да се произведе храна, да се задоволат потребите на населението во една држава, да се биде колку што е можно повеќе независен од увоз на храна и сето тоа да го искомбинирате, да добиете на крај безбедна храна. Иако постојат многу термини за храна, еколошка, органска, биолошка и така натаму, здрава и слично, меѓутоа правиот термин е безбедна храна, храна во која што нема остатоци од пестициди, нема резидуи, нема микотоксини, нема тешки метали, или пак ако евентуално ги има и тие детектирани, тогаш треба да се во рамки на дозволените граници според европските регулативи. Се разбира дека клучна улога во безбедноста на храната и во пласирањето на безбедна храна на пазарите, односно местата каде што граѓанинот купува и јаде и верува, што е најважно, представува контролата. Контролата треба да биде континуирана, да се извршува на што поголем број примероци. Оние годишни мониторинг програми треба да се ревидираат секоја година, бидејќи тоа е динамична проблематика и треба да биде креирана врз основа на од претходната година добиените позитивни резултати за евентуално присуство, да кажам, не само на остатоци од пестициди, туку дури и на недозволиви користени средства за заштита на растенијата. Единствена работа која што може да се направи, тоа е многу пофреквентна контрола, се со цел да дојдеме до моментот да пласираме безбедна храна и да ги на тој начин обезбедиме граѓаните да се хранат безбедно и да го сочуваат своето здравје. Професорката пак Марина Нацка од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје се осврна на улогата на руралните жени во развојот на локалната економија и потребата од поголема поддршка на нивната работа. Сега сме во денови, 26 април е Светски ден на заштита на интелектуална сопственост, во која што влагаат и заштита на географски ознаки. Токму тоа што ние сакаме да го постигнеме за земјоделскиот сектор. Важно е многу и за локалната економија, сите придобивки кои што се за производителите, меѓутоа и за националната економија, поради тоа што се дел и од трговските преговори, дел од геополитиката, дел од заштита на националниот идентитет, културата, биодиверзитетот, значи буквално идентитетот, да кажем, на една држава може да се заштити на некој начин преку географските ознаки. Од друга страна е многу значајна и за потрошувачите поради тоа што преку заштитата на географските ознаки и токму тоа лого кој што го зборуваме дека треба да го има земјоделците кои што ќе завршат и комплетираат таа заштита, се комуницира директно со потрошувачите дека позади тој производ стои стандард и квалитет кои што го почитуваат сите оние производители кои што се носители и ја користат таа заштита. Така што географските ознаки за потекло и заштита на гарантиран традиционален специјалитет се особено се врзуваат со земјоделскиот подсектор и се многу значајни поради тоа што може да заштитиме и земјоделски производи, меѓутоа и специјалитети, односно традиционални, да кажам, рецепти за одредени производи. Заради тоа што заштитените производи, доколку ја имаат таа и правна, меѓутоа и економска вредност која што треба да се создаде, овозможуваат до 30% може на повисок премиум на цената за производителите, меѓутоа и диференцијација на производите. Исто така клучно заштита злоупотреба од имитација. Сите оние кои што, да кажем, ги именуваат производите според одредени региони, а не потекнуваат, ова е начин да се заштити тој производ од злоупотреба.
Понатака за самите производители туризамот е многу битен, руралниот туризам, заради токму тоа што посетите од страна на туристи е тоа што можеби би сакале да го видат во самите менија и на самите производи, дека станува збор за производ кој што потекнува од одреден специфичен регион, кој што има одредени квалитети, меѓутоа на кој што му е проверен и контролиран токму тој стандард на производство и преку производната спецификација која што се изработува всушност се гарантира дека буквално тој производ има стандард, има квалитет кој што го барате. Да речеме на некој начин директна комуникација со потрошувачите, директна комуникација со туристите. И затоа е многу значено и она што гледаме како примери во поразвиени системи во останатите земји, навистина го користат како многу мокна алатка, економска мокна алатка за рурален туризам. Меѓу присутните дискутанти беше и Ѓорѓи Каракашев од Националната земјоделска мрежа на Македонија, кога го прашавме каква поддршка му е потребна на земјоделскиот сектор за да направиме посериозен исчекор. Главно проблемите потекнуваат, како што кажавте вие, од наплив на увози на земјоделски производи. За жал, тоа се темеле на комерцијална основа, каде се гледат профитите, личните профити на штета, значи на интересите и здравјето на конзументите на луѓето. Овде државата мора сериозно да се вклучи во тие процеси и да се преземат сериозни исчекори како да се изврши контрола на тој увоз, затоа што ние знаеме дека и увезуваме се и се што и на тие производи земјоделски немаме доволно контрола на истите. Затоа мора да се направат сериозни стратегии, да се даде максимално поддршка на македонските земјоделски производители, да имаме доволно производство, затоа што ние имаме компаративни предности да произведеме и квалитет и квантитет на земјоделско производство. Срамно е ние во 21 век од аграрна земја да се претвориме во увозна земја за земјоделски производи. Тука мораме да спомнеме дека моделот на субвенционирање не е соодветен према земјоделците. Прво, начинот и формата не е како што треба, а второ, обемот на субвенција е многу минимален за да продуцира некој економски видлив развој. Дефинитивно има тенденција да се субвенционираат големите фирми, а ние знаеме дека тие се комерцијално ориентирани и дека ние како држава и како народ немаме бенефиција од нив. За жал, се маргинализираат малите и полекарно сигурно исчезнуваат. На нас дефинитивно ни требаат помалите земјоделски производители, заштоа што тие се генератор на локалната економија на еден начин. Локалната економија, тука има социјална компонента, не е само во прашање производство да тако. Исто тие може да понудат и разновидност на широка лепеза на земјоделски производи препознаени по вкус, по квалитет, што ние сега во овој момент го губиме, не снабдуваат со некои производи земјоделски што не се нити по вкус, нити приближно на нашите македонски производи. И сето ова не можеше да помине без да вкусиме домашно подготвени традиционални јадења од членките на задругата Еко и Линден. За богатата трпеза најмногу се погрижиле тетка Веселинка и тетка Јелица. Бавам се со земјоделие, со сточарство, чуваме и крави, и овци чуваме. Сега за сега имам 2 кози, имаме земја, работиме бавча, тие работи, произведуваме домашна храна за мене, за фамилијата. На пазар не одеме. Така, ние не одеме на пазар, возрастни луѓе сме и дома произведуваме се. Од производство. Цело зиму имам спањак, имам марула, имам роквички. Се имам тоа насадено. Сега тоа е чистено. Сега почнуваме да садиме патлиџани, пипер, садиме на бавче, уште имаме 5 хектара земја, плодоживање, работеме. И за тоа почнавме со една пензија, сме само мажо ми зима пензија, ја не сум пензионерка. Вие сте домаќинка, па вие главната работа ја вршите. И работиме, на нива сега имам насадена лук, кромит, компир, тиква, од се што треба, гравчето е посадено. Браво. Така. Сега имам 2 козички, 5 јаренца имам, свинчиња си чуваме, кокошки имам 50, продавам јајца, за мојата фамилија си имам тоа што остане, продавам еве сега за празник. Тетко, И за ништо не одам на пазар. Имам ајварски пипер, имам везен лут, везен блак, бел блак, лут пипер блак имам. Тоа ми е се домашно
Стари сорти. Стари сорти. А јас произведам на деца, ево 200 теглички имам ајвар направено. А па другото натаму да не го збориме. И пинџури, и ево утегли патлиџани, вакви патлиџани имам така, 50 во тегла. направена. Така. Во кетчап имам направено и тоа може околу 100 шишенца такви. Аха. Имам ајвар направено. Цвекло правиме. Джинка, тоа се е домашно, се е наше. Браво, Немаме ти. ништо купено. Подрумо е пун деца, едно дојде на пуне, друго дојде, 4 фамилии се одржуваме од тоа. Што имаме сега? Овде е прво од ова да почнеш. Во е пинџук скацан со прас. Аха. Во е тавче гравче. Во се полнити пиперки. Добро, Во се сармички. добро. Во е паница со урда. Во е Одлично. зелник со спањакче. Зелник. Штувало тоа. Да, зелник, тоа е старовремско. Старовремско. Тоа јако што знам, јако дојде кај свекрва ми беше 19 години, Аха. тоа се правеше и продолжи натака да го прави и ден денеска го правам. Од свекрва го Од научите. свекрва и од дома, и од мајка ми, Аха, од баба ми, ама од свекрва ми. Уште на продолжи. 19 години си правев. Така. Сте го фатиле редот на време. Ви посакувам добро здравје и овие вешти раце да прават уште вака прават. убави специјалитети, здрави живи и како што рековме за 2 години златна свадба да се дочека. Со либето заедно. Понапред кога смо биле, нели, леп се мислело фурна. Не само лепо фурна, имамо и фурна. Сега не месото, одат купуват. Други специјалитети, домашно производство се имамо. Например, Например, ќе почнам прас, ќе почнам зелка, ќе почнам граф. Ево, во цвеклото ми е мое производство, джинките се мое производство. така. Тие работи, се што ќе посадам, се ми убаво. А тетко, тоа се стари семиња си ги чувате од време уште? Стари семиња. Стари семиња, Аха. джинките, тие работи, се стари. Например, домати, Патлиџан, пиперки, така? Пиперки од козирог, што се вика А, пиперките, тоа е така. многу оноа. Значи тоа се стари домашни се става тоа. Тие се. со години си ги Со користите. години. Тоа семе многу ни убаво, многу убаво се прже тај пипер. Толку Така. длъг, убав тенок, многу е убав пиперот. Добро, И везен пипер, така. и домашно производство, јас не носам на пазар. Имам да продавам, ама од дома го продавам. Така. Никако на пазар не носам. Има луѓе, понекој се наоѓа да се продаде. Тука така? од селото вика, остајме на мене, остајме на мене. И на сите, и знам кој колку ми сака, и ја толку си посадам, за да не одам на пазарот. И нема прашкови, нема ништо. Се Природно. Природно е птен природно. Ние не прскамо ништо. Ниту прас прскам, ниту пипер. Ета, добро, мило ми беше да ве поздравам, да ви Ајде. посакам добро здравје и да си Много поздравите по дома. Од квалитетните дискусии на оваа средба можеше да се извлече заклучок дека за побрз исчекор на земјоделскиот сектор е потребна сеопфатна долгорочна стратегија која што ќе се реализира во повеќе фази. Неопходни се и демографски и аграрни политики со кои што ќе ги заживееме македонските села и ќе овозможиме развој на руралниот туризам. Една од најважните точки секако е и примената на контролниот механизам. Мора да имаме поригорозни контроли какви семиња и какви храна влегуваат во Македонија, но и каква се произведува кај нас, дома. Македонија има компаративни предности за производство на квалитетна храна. Затоа е многу важно да си ги сочуваме нашите стари автохтони сорти, од кои што се подготвуваат најубавите традиционални македонски специјалитети. Она што можевме денеска да го заклучиме е потребата од заштитата на нашите стари автохтони македонски сорти. И тоа во иднина треба повеќе да го прави државата, отколку што го прават странците. Имено тие во изминативе години пројавуваат поголема грижа за заштита на нашите стари семења отколку ние самите. А ние како купувачи пак да им помогнеме на локалните производители преку купување на нивните производи, понатаму да ги мотивираме да произведуваат здрава домашна храна, а доколку здраво се храниме, ќе имаме и здрава нација и здрави поколенија. Ете, ова беше се за денеска. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!